А она што следува во продолжение е првиот разговор за ова утро. Нашите гости и нашата Слободанка се веќе во десниот агол од студиото и подготвени за првиот разговор за ова утро. Добро утро, Слободанче. Добро утро. И добро утро до твоите гости ова утро, Игор Киров и Бојан Мицев, и двајцата кореографи. И двајцата од Штип. Од Штип. Ете така, ќе имате убава интересна тема, јас многу да не Благодарам, зборувам на почеток, Секако. оставам на вас цели 20 на минути. Повелете. Ти благодарам, Ирина. Добро утро, се разбира и до сите наши гледачи, кои што се заедно со нас, затоа што ќе имаме да ви представиме нешто мощно интересно, би рекла, кога Игор Киров во прашање, а сега и со подршка од Бојан Мицев. Тоа ќе биде нешто спектакуларно, верувам, и морам да го кажам тоа така, без да го видам, затоа што едноставно во твојата работа јас многу верувам и сите ние и цела Европа и цел свет. Така да требали да зборувам нешто понатаму. Но секако дека на самиот почеток ќе ви кажам добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и од нас и поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Благодарам. Добро утро и поздрав до сите што не гледаат ова утро. Тој твој радиофоничен глас покрај тоа што сме и кореографи и така натаму, да. Како дојде веднаш на самиот почеток, Игор, значи отвараме врати за сите оние кои што сакаат да соработуваат со тебе, односно ти го препознаваш квалитетот, па сакаш да соработуваш исто со еве и Бојан на оваа сега балетска представа насловена Ајде, меѓутоа и посветена на ромската заедница. Да. Со нели оној големиот празник Ѓурѓовден, но нешто повеќе ќе оставам да започнеме од тебе, може? Може. Па, соработката вака одамна сакавме нешто да направиме заедно, да посветиме малку повеќе време на помлади танчери кои што се завршени со академија или со образование, танчери кои што се веќе во образовниот систем, танчери кои што на некој начин по завршувањето на своите студии, нели нашето општество не на сите и нуди работа, вработување, некоја опција каде што ќе можат да се запослат или да работат. А тие се определиле за такво нешто во животот од љубов? Така, сето тоа што се работи во оваа професија, мислам дека и во сите други професии од овој тип на уметност, сме или се осудени на тоа за самоегзистенција, да се изборат за нешто што го нема, за кој што државата не им го нуди после тоа. Така да двајцата сме во оваа бранша, јас многу повеќе, он многу помалку, и доаѓаме од иста средина, го поминавме истиот пат и на некој начин тоа што викаме кој ако не ние, нашите да си помогнеме на тоа што го имаме кај нас и да и дадеме можност. Тоа е едно и хумано, да кажам, хумано дело со оглед на тоа дека сепак да им се даде можност на оние кои што најверојатно, како што и самиот кажа, не толку често може да ја имаат, за да ги покажат на сцена своите квалитети, публиката да го погледне сето тоа, да го доживее, па повторно и да го бара. А тука плюс после ќе треба и државата да вмеша прсти во тоа. Така ли е, Бојан? Ајде нешто за младите, да, како што кажа Игор и посочи, Штип е познат град, сега морам да напоменам, културен град, да, и во многу други области, во политиката, меѓутоа ние сега зборуваме повеќе за културата и она за што сме тука ова утро. Сакам да кажам дека има талентиран народ многу во Штип, поготово за музика, како што кажавме, и во културата. Ајде нешто повеќе и да слушнеме од тебе, затоа што ти ни доаѓаш од таму и си повеќе присутен во Штип. Да, значи би сакала да се надоврзам само на Игор и да кажам дека баш поради тоа што нели државата не им дава на професионалните танчери што завршуваат нели танцова академија, ние во државата имаме 2 академии за танц, но бидејќи тие немаат понатаму каде да го реализираат. Па мора да барат и надвор, можеби, нели, да просперираат од границите. Бојан е чист екземпл, чист пример дека како и ја, дека тоа што кај нас го нема, мора да го дадеш надвор. И тоа го наоѓате и таму ги препознаваат вашите квалитети. Ете тоа е тоа, да. За разлика од тука каде што нашите квалитети се многу помалку или воопшто не препознаени, секогаш кога излезеш надвор, луѓето не го препознаваат нашиот труд. Еве, пак ќе кажам, јас мојата кариера завршив како танчер, неговата кариера допрва почнува. Работи во Германија колку 5 години? 6. Што работиме во Германија? Во танцова компанија, во театар. Така.
Ете како ова е пример зошто и на каков начин младите од која причина заменуваат од Македонија не сакајки, затоа што сепак ако ние се определиме за нешто што цел живот го сакаме, да бидеме танчери, а тука не можеме да просперираме и сето тоа да го изреализираме, мора да бараме, да кажаме вака народски да се изразам, чаре надвор. Така. Да, и каде што ќе бидеме многу попочитувани. Меѓутоа ќе се сменат ли времењата? Дали сега, сега ќе се случува представата Ајде. Значи во ваша заедничка кореографија имаме танчери, колку танчери. Ајде нешто повеќе за оваа представа. Како дојдовте до идеја, каде се ќе се реализира и што ќе имаме можност да погледнеме? Ајде. Повели, да, Игор дава предност на младите. Ајде на младите. Мислам, дека ти си нешто сега. Да, сега. Генерација сме. Идејата дојде баш од тој момент, пошто ние веќе сме надвори, веќе имаме поминато некој нели пат, сега тој малку повеќе, јас тек сум на почеток, но идејата дојде баш да се вратиме назад и тоа знаење што го стекнуваме надворна страна, кој што нели од професионален аспект, барем да допринесеме на некаков начин кај нас во Македонија, да дадеме малку допринос на македонската танцова сцена. Затоа, значи сепак не се откажуваме од она што е наше, така. Така, и мислам и колку и да ние да сакаме да одеме во странство и да градиме кариера професионална, некако секогаш сакаме да се вратиме назад. Што би рекол, само дома си е дома. Само дома си е дома и на нашата домашна сцена да ги покажеме квалитетите на публиката, а имаме публика. Публика има. Имаме публика за модерни, за современи танци има. Современи танци. Само ќе кажам дека некои од моите колеги од националната институција верува дека нема, дека нашата публика само сака и да гледа класични представи, но не се согласувам затоа што има примери каде што е мои представи играни тука, направени тука, публиката со водежување ги примаше со компании со кои сум работел, со Хајнга гостување, со Балкан Денс гостување тука, така да дали македонската публика сака модерен современ танц, да, така да дали се дава простор за сето тоа, искам да бидам не, но затоа сме ние тука да се потрудиме со, пак ќе кажам, со нашето искуство и со тоа што јас го имам како Игор Киров и што сум направил за до сега, правам и ќе правам во иднина и заедно, се надевам за допринос за развивање на таа наша танцова сцена, како год била, сепак мора како се вика to maintain, да се одржува тоа што го и тоа малку што го имаме, не мораме да го одржуваме. Така да го подбурнеме напред, потполно со тоа. Јас ќе побарам и од режија, ајде сега да погледнеме и од оние материјали кои што ни ги испративте. Еве, ајде, танцова програма, танцова представа поточно, сакав да кажам, имаме и програма за неа и каде се ова ќе имаат можност публиката да ужива. Сигурна во сум. представата. Да, во представата и да го погледне сега Овака премиерата закажана за 7. Ова се подготовките, Ова се подготовките, така? да, се уште немаме извадено нормално премиерата доаѓа за неколку дена. Како се подготвувате? Така, пред сето тоа само да кажам благодарност до МБУЦ Илија Николовски Луј и до нивната дирекција и до дирекцијата на балетскиот оддел за поддршката која ни пружи, која ни отстапи простор каде што можеме да работиме, а воедно искористивме него дел од студентите од средно бе искористени во нашата представа, потенцијал, квалитет кој што добро ќе се развива. Вие тоа го забележувате? Па да, сега сепак сме професионалци до толку да можеме, така да голема благодарност до нив и се разбира нели до сите други кои ни подпомогнаа, тргнувајќи од Министерството за култура, општина Штип. Значи сепак сега имаме помош и од општината Штип и од Министерството. После 20 Штипјани унатре, тама работа. Да кажат не, да. И до ЕАМ Штип се разбира, никаде без Штипјани да си помогнеме меѓусебно. Така да премиерата е закажена за 7 во Домот на културата Ацо Шопов во Штип. Да, ова е танцовата веќе група за представата Ајде, така, тоа сте сите вие заедно и кажете ми до каде сме сега со подготовките. И ова што имаме можност, еве, гледаме како се подготвувате, нели? До каде се подготовките? Така, ова е трейлерот за представата, работниот трейлер. Моментално сме при крај на подготовките, нашата кореографија веќе е спремна, моментално сме во финална фаза, еве вчера бевме да одбираме костими за самата представа, веќе сме во нели
крајна подготовка кај што уште малку за неколку дена и ќе треба да отидеме во Штип, да наместиме светло, да пробаме представата, да имаме техничка проба, светло проба, костимска проба, за да публиката да може да види еден целосен спремен продукт. Сега какви се условите да ќе прашаме Игор во Штип? Условите се тие се стандардните услови во Штип. Но сепак имаме услови. Има услови, има се прилагуваме према тоа што Домот на културата има. Нормално знаеме и свесни сме дека не само тој Дом на култура, него и сите културни институции во Македонија им е потребно реновирање, да дојдат малку со време, како што треба, но, пак ќе кажам, ние сме од таму, го знаеме тоа што го имаме, благодарност до Домот на културата и до нивната дирекција, до нивната организација таму, да излезе во представа, да бидат со нас и да дозволат да сепак таа представа излезе во Штип. Услови и во школото, каде што работам, и во Домот на културата, се пристојни за тоа што нас не треба. Пак ќе кажам, ќе ги искористиме сите можности кои што тие установи ги нудат, и со една цел, пред сето тоа е да на штипската публика, а после тоа и на скопската публика, на 8 веќе во вторник е во слободно Скопско лето во Театар Комедија. Благодарност и до Театар Комедија за исто ни излегува во пресер да се одржи таму, така датумите ги знаеме, тоа веќе 7 во Штип, 8 во Скопје, 20 часот и 30 минути, карти може да се купат на онлайн страната на Театар Комедија. Театар Комедија, добро. А во Штип на резервации на самиот ивент кој што го постиравме, пишува број на резервација, доколку се јават, можат слободно да резервираат карти. Бојан, имам едно прашање вака до тебе, со оглед на тоа дека со Игор сме разговарале и го знаеме веќе, сега ти ќе се докажуваш тука кај нас, веќе си надвор од границите, па правиме обратно, нели? За жал што е така, меѓутоа добро, барем нешто се случува. Тоа многу ме радува, да бидам искрена, што сте тука во Македонија и што твориме за нашата публика. Од каде љубовта кон танцот, дали Игор може би ти беше идол? Па знаете како, уште на сам старт Игор беше првиот човек што јас го запознав, кој што беше од сферата на танцот. И јас на времето, да. Така што кога првиот пат кога разговаравме за тоа какви се можности и услови постојат за професионална насока и за кариера, дефинитивно инспирација добив од него, бидејќи тој веќе беше успешен кореограф, тој веќе беше реализиран надвор во странство и некако целиот процес кога тргнав јас да влезам буквално во таа бранша, веќе имав некоја визија и идеја за тоа каде јас би требало во иднина да се поставам, така што немав тој македонски склоп да тука мора да се случуваат работи или да останам тука во Македонија, него во старт тргнав со амбиција да стигнам до некаде до надвор, па може би во иднина дури и повеќе од тоа што тој има веќе достигнато. Така што на тој начин започнав. Убаво. Тоа е љубовта, кон танцот и ајде сега малку за приказната во оваа представа. Посветена на ромската заедница. Од каде идејата за нешто вакво? Па, знаете како, нивната култура и музика паралелно течат со нашите и се градат со македонската заедно, така што идејата е секогаш тука и ромското население доста, мислам, секаде во сите делови во државата е застапено, така што ни требаше само еден мал брейнсторминг, значи на двајцата заедно за да стигнеме до таа идеја, треба да се случи нешто каде што ќе го застапиме тој инклузивен процес со нив заедно и ќе искористиме нивната богата музички ритам, култура и традиција за да направиме нешто што досега верувам дека не е направено во склоп на танцова представа. И така тргнавме со идеја уште од лани. Значи колку време се подготвуваме од Па скоро година дена од лани. Година дена на папири. Да. Во сала, па скоро 2 месеци. Скоро 2 месеци во сала. Па тоа е она што јас сакам исто да зборуваме, затоа што ние кога ќе се седнеме како публика, воодушевени од сето она што ќе имаме можност да го видиме, а колку вие макотрпно сте работеле, во тој момент ние не мислиме на тоа, па може би некој па и воопшто не го ни интересира, вака да бидам искрена.
Елена. Меѓутоа, затоа сме сега ова утро тука, за да кажеме колку е не тешко, за вас ништо не е тешко. Кога се работи со љубов, резултатите секогаш се видливи. Меѓутоа, сепак се надополнувате еден со друг, сега не си сам, сега имаш плюс уште некој и треба да се надополнуваме за да дојдеме до реализација на идејата, така? И за тоа е потребно, ете, 2 месеци. Да. Само да се надоврзам, да кажам дека нели представата, освен што се работи 2 месеца на сцена, ние ја склопувавме интернационално, покрај тоа што нели идејата е наша во однос нели на тоа за што се работи во представата, ние од странство заедно со драматургот со Ана Ристовска-Трапеновска да работевме и ја градевме представата преку онлайн состаноци, изборот на музика, сите тие Вие сте тим, така. Така, сите тие подготовки се одвиваа онлайн, а за после да дојде, нели, за да се почне да се креира представата во сала. Така. На самиот крај, Игор, твојата биографија веќе нас ни е позната из целиот свет, Грузија, Русија, еве да ги споменам и оние од страна малку другите држави на запад, веќе знаеме, Хрватска, каде се не со твои кореографии. Меѓутоа, Бојан, еве и тебе како македонец, кога кажа дека доаѓаш од Македонија. За германците знам дека воопшто националноста не ги интересира, освен квалитетот. Друго ништо не име гајле, само гледаат дека вие сте со врвни квалитети, нив тие веднаш ве превземаат нели во нивното крило, закрило секако, за да таму просперирате и благодариме за тоа, па се враќате и ве тука со представа. За крај што би сакале да додадеме и да кажеме, да ги повикаме сите да уживаат во она за што сега ние зборувавме, а има можност и гледачите да погледнат како се подготвувате за оваа балетска представа, така да Игор повели. Па ја само би ги поканил сите. Нешто си многу тивокот, веќе како дава предност на Бојан. Јас би ги поканил сите првенствено штипјани, затоа што аде во Скопје се дешаваат ствари плюс минус на овој Штип, многу ретко се дешаваат овакви ивенти. И драго ми е дека успеавме да го склопиме проектот заедно, да ги повикам сите мои сограѓани, сите наши сограѓани во понеделник во 20 часот и 30 минути во Домот култура Зацо Шопов да повелат. Јас или ние им гарантираме дека ќе уживаат во едночасовна танцова представа, полно со емоции, полно со енергии, и дека после завршувањето на представата ќе се излезат среќни и наполнети и дека ќе бараат повторно. Да ја видат представата, не само за штипјани, него секако и за... Ке имаме повторување. Но дали има можности за надвор вака од границите да патуваме со танцовата представа? Веќе имаме закажано гостување во Тиват на фестивалот за Медитеранскиот фестивал Пургаторија. Значи, гостувањето е закажано на 26 јули. И надвор ја представуваме. Македонија со вас, кажавме дека веќе имаме помош од државата, Министерство за култура, Општина Штип, нека даваат уште повеќе. Дај Боже. Нека биде ова апел за вакви талентирани наши кореографи кои што си ги имаме ние во Македонија, цените почитувани во светот. Тука завршуваме, Ирена, и многу ви благодарам што ова утро имавме можност да најавиме нешто вакво убаво. Ви благодарам и јас на вас за разговорот, преубав разговор. Слободанче, со тебе се гледаме повторно, а вам ви посакувам среќен пат за Штип. Фала. И се гледаме во понеделник. Поздрав.